Околу 300 рудари од најголемиот рудник за олово и цинк Саса, кои се дел од локалниот огранок на мултиетничкиот синдикат за образование, од денеска почнаа со протестот. Од автобуската станица во Македонска Каменица тргнаа пешко на рудникот, застанаа на локалниот пат кај местноста викана Павлиш дол. Ги пропуштаа само возилата на жителите, но не и автобусите и камионите на рудникот. Бараат да преговараат со менаџерскиот тим, не одстапуваат од барањето за зголемување на платите, бидејќи како што велат земаат подпросечен личен доход. Сметаат дека се репрезентативен синдикат за рударите, а доказите ги доставиле и до институциите. Рударот више изеда и нема каде. Нашите деца се гладни. Луѓето стравуваат за своите работни места. Бараме и апелираме до менаџерскиот тим, до институциите да помогнат оваа работа се разреши. Секој саат што не работи рудникот се ствараат проблеми горе во рудникот. Да не си поигруваат со рударите. Рударот Ване Насковски, кој со дампер, голем рударски камион ја пренесува рудата од јамата до флотацијата утринава, завршувајќи ја третата смена, им се придружи на своите колеги на протестот. Не само јас, сите овие се виши члените и се пристапнени во новата синдикална организација. И само да направиме нашите пари како се трошат. На нас на 28 години ден на општината и ден на рударите ни се доводи цеца, лепа брена, кои се одлеваат по 100.000 и повише евра. А ние рударите ништо немаме од тоа. Шо има ќарни од лепа брена, од цеца, од сите други уметнични. Не ни требат. Или огномети по 50.000 огномети. Нашите пари се горат пред нашите очи. А за нас рударите минимални плати. Менаџерскиот тим на рудникот Саса останува на својот вчерашен став за легитимноста на огранокот на месо, кој како што велат не им доставиле докази дека ги представуваат вработените. Согласно одредбите од Законот за работни односи, протестот организиран од локалниот огранок на месо е незаконски. Рудникот Саса досега имаше одлична соработка со вработените и нивниот легитимен синдикат, кој е дел од СИЕР, Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство, зашто доказ се досегашните постигнати резултати во безбедноста при работа, платите кои се двојно поголеми од просечните плати во земјава и вложувањата во нова технологија и подобри услови за работа. Раководството на Саса забележува дека согласно законот двата синдиката и на СИЕР и на МЕСО треба да состават заеднички тим за преговори и да отпочнат со процесот на медијација. Досега овие чекори според нив не се преземени. Рударите не отстапуваат и дење и ноќе ќе бидат на локалниот пат. Во текот на денот се очекува и средба меѓу раководството на Саса и првиот човек на ССМ Дарко Димовски, под чија закрила се ограноците на СИЕР и на МЕСО.